се надеваме во идниот период ќе може да оствариме повеќе паркинг места и купување на пајак возило со цел да ги зголемиме приходите. Почитуван директор, мислам дека ваше не е да се надевате, туку конкретно да преземете мерки, да испланирате и да ги во соработка со градоначалникот, со советот на општината да ги реализирате тие мерки. Што се однесува на паркинг места, имаше ветено изградба на 3-катни монтажни гаражи, позади суд, позади берза и позади сума. Гледаме дека од тоа нема ништо, значи граѓаните се тие кои треба да се надеват, а вие сте тие кои треба конкретно да реализирате. Значи, сме имале некои заеднички состаноци со градоначалникот и со директорот на јавното комунално предпријатие Куманово план за проектирање, изготвување на проекти за паркинзи низ целата територија на општина Куманово, особено во зоната Б. Нашето барање, значи сме поднеселе барање за реализација на овие проекти и ревизија на истите проекти годинава. Според информациите кои ги имам, од септември, значи, ќе треба да се снабдуваме со нов пајак од Светската банка, како последица од одлуката која сте го донеле вие како совет. Во дискусијата на советниците неколку пати беа споменати изградба на катни гаражи и тука би сакал да потенцирам дека согласно буџетот на општина Куманово и програмите кои што се донесени од советот, за ова година има предвидено 18 милиони денари за изградба на модуларни времени паркиралишта и веќе се утврдени 2 локации. За една од локациите која што се наоѓа позади поранешен хотел Куманово, кај што сега постоечки паркинг, има изработено проектна документација, додека за друга локација која што е позната како Серава, во постапка е нарачена документацијата и се прибират податоци за подземни и надземни инсталации. По добивање на документациите ќе се реализират, односно има предвидено средства и локациите веќе се определени за изградба на овие паркиралишта.